македонска јавност. Денес разговараме по предлог на Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство. Во дадениот предлог на закон всушност представува усогласување со позитивните законски прописи на Европската Унија, сето тоа е во ред, и на комисиската расправа при дебатирање имавме одредени амандмански решенија кои што беа инкорпорирани, но дел од забелешките кои што ги имавме не беа инкорпорирани и затоа сакам овде, доколку биде во можност со министерот, да продискутираме за да ги расчистиме недоумиците во однос на практична примена на ова законско решение, бидејќи согласно одредени забелешки кои што ги имам, сметам дека ќе наидеме на практични проблеми во имплементација на самото законско решение. Имено во членот 28 по ставот 4 се додаде став 5, амандман кој што беше прифатен, кој што се однесуваше, цитирам, ставот 5 гласи: во прилог на иницијативата за разрешување согласно ставот 2 алинеја 3 се доставува детално образложение во кое се наведуваат причините поради кои председателот или членот на комисијата се недостојни за вршење на работите во комисијата. Овде имаше една општа формулација која што можеше многу субјективно да се толкува и да биде основ за разрешување на одредени членови и од практична гледна точка ќе беше можност за манипулирање во однос на подобни и неподобни членови во самата комисија, односно предходната формулација велеше дека основи, односно мандатот на членовите и председателот на комисијата престанува пред истекот на времето за кое се избрани. Покрај другите имаше и доколку е недостоен за вршење на работите во комисијата. Ова формулација се замени од практична гледна точка да не доаѓа до субјективно толкување на недефинирани термини за нивно разрешување на членовите. Меѓутоа, покрај другите амандмани кои што беа прифатени, моите конкретни забелешки се однесуваат конкретно на членот 13, односно вели вака: предуслов за остварување на право на паричен надоместок. Предуслов за остварување на правото на паричен надоместок согласно одредбите на овој закон е кривично дело да е евидентирано или пријавено во полиција или во јавно обвинителство. Сега, првото прашање до министерот ми е дали овде предлагачот, односно ние како законодавец, нашата намера е да единствено со самата пријава до надлежна институција е основ за поведување на постапка за остварување на вакво право за надоместок. Зашто во ставот 2 вели: на барање на жртвата, полицијата или јавното обвинителство се должни на жртвата, должни се значи, на незиниот родител или старател или полномошник да му издадат соодветно известување, записник за примање на пријавата, службена белешка или потврда дека делото е пријавено или евидентирано како кривично дело. Тоа значи, по поднесена пријава, како и секој подносител на одредено барање или одредена состојба, има право да добие повратно дека тој поднел одреден поднесок. Тоа е во ред. Меѓутоа, вели вака, во наредниот член: поврзаноста на правото на паричниот надоместок со кривичната постапка. Тоа е во членот 14, цитирам: жртвата има право на паричен надоместок без оглед дали сторителот на кривичното дело е познат и без оглед дали против сторителот на кривичното дело е поведена кривична постапка или пак постојат фактички или правни пречки за водење на кривичната постапка. Која ми е интенцијата овде? Од практична гледна точка, затоа ова го потенцирав. Во недоумица ме става овој член. Зошто? Со самиот факт што со единствено пријавување и добивање на записник или пријава дека е пријавено насилство, истиот стекнува право да поднесе барање за да добие надоместок, без конкретен конечен управен акт или без правосилна пресуда од надлежен суд. Тоа значи дека во ситуација, пластичен пример, во Центарот за социјална работа, двајца брачни сопружници и двајцата поднесат
пријава дека се жртви на насилство. А мора едниот да биде насилникот, другиот да биде жртвата. Меѓутоа, со пријавата взаемна од двајцата, и двајцата остваруваат право, кој ќе го користи правото? Еве прашувам, кој од двајцата ќе го користи правото? Зашто, нели, кога имаме жртва, мора да имаме и насилник. Сега, согласно овој член, без конечна, односно без конечен управен акт или потенциран, без правосилна судска пресуда, можеме да се доведеме во ситуација да секој подносител на барања, на ваква пријава и можни злоупотреби, бидејќи не постои механизам на проверка дали после одобрувањето или неодобрувањето на ваква надоместок постапката ќе тече и ќе се докаже дека некој бил жртва или можеби бил насилник. Зборот ми е дека ќе бидеме доведени во ситуација можеби и на намерна злоупотреба од страна на одредени чинители да го злоупотребат ова законско решение, празнината која што според мене ја имаме, и во практична гледна точка да ги имаме многу вакви барања и да не може ниту самата комисија, а секако ниту органот да одговори, со тоа се зголемуваат и финансиските импликации по буџетот на Република Македонија, и тоа на еден начин ќе значи бесправно излевање, односно бесправно испомпување на одредени средства од буџетот. Тоа го зборувам бидејќи, како што ви потенцирав, во практична гледна точка ќе се соочиме со проблем на имплементација. Сето ова е во ред како законско решение да се усогласиме, меѓутоа мораме да ги прилагодиме согласно другите позитивни законски прописи, бидејќи сите знаеме дека исплата од буџетски средства не може да се изврши без било каков конечен потенциран управен акт или правосилна судска пресуда. Мораме да имаме поединечен конкретен акт за исплата на било какви средства. А овде основ за исплата ќе биде точно одлуката на комисијата, меѓутоа комисијата ќе носи одлука врз основа на докази, а како доказ ќе се смета единствено пријавата или записникот од лицето кое се почувствувало како загрозено, односно кое се почувствувало како жртва на насилство. Ова го разговаравме на комисијата, меѓутоа не наидовме на разбирање во однос на прецизирање на овој дел. И ни беше посочено од страна на заменикот тогаш дека ова е усогласување, да, повторно потенцирам, е усогласување со позитивните законски прописи и е позитивен закон, бидејќи мораме да ги заштитиме на некој начин и ваквите жртви за нивна ресоциализација и барем делумно да им се ублажат последиците кои што ги претрпеле од ваквото насилство. Меѓутоа, мораме да имаме јасни и прецизни критериуми. Што и кој е жртва во дадените дела и мораме да утврдиме прецизно на кој начин истите ќе ги остваруваат. Да, се воспоставува систем со комисијата и членовите на комисијата и начинот на исплата, меѓутоа потенцирам дека согласно моето толкување дека како доказ не може да се зема единствено записникот, бидејќи можеби во понатамошната постапка по поднесената пријава да се случи истата да биде отфрлена, односно дека можеби станува збори за лажна пријава или да остане така недоречена и нерешена, а со самото тоа веќе е остварено правото на надомест како жртва од насилство. Со тоа ќе ги обесправиме на некој начин оние кои што се вистински жртви и поради можеби огромниот број на пријави кои би ги имале, можеби вистинските жртви нема да дојдат на ред да го остварат ова право. Затоа, уште еднаш потенцирам, од практична гледна точка во однос на имплементација на ова законско решение, ве замолувам, министре, доколку можеме да ги доразјасниме од старт овие работи, за да не се доведуваме во ситуација после тоа да бараме автентични толкувања на членовите или на целокупното законско решение во однос на ваквите одредби за имплементација на вака доставениот предлог законско решение, а ќе биде истото и по усвојувањето ќе биде на сила за да може да се разгледува и да се постапува по него. Благодарам.
Снежана Кадевска-Ранчева.